би сакала да прашам, тука е заменичката министерка, во кои компоненти од буџетот е најразвоен, а во кои најреформски. Во овие делови ќе дадам јас своje објаснување, меѓутоа би било добро да слушниме кои се тие и поред. Зошто е проектиран најголем буџет досега од осамостојувањето на Република Македонија, кога сите подпредседатели, сите економски експерти во Социјалдемократскиот сојуз, значи ги имаме сите нивни изјави, изминатиот период говореа дека Република Македонија нема капацитет, односно нема можност да реализира буџет поголем од 3 милиарди евра, дека тоа се погубни политики, дека тоа е лажно напумпан буџет и дека тоа всушност не води кон економски раст на државата. Тоа е цитат од господинот Узунов, кој сега советник на премиерот, ако не се лажам. Зошто е проектиран најголем и каде, всушност ке сакам да прашам понатаму, каде се планирани тие и очекувани тие зголемувања во приходите, затоа што повисоки планирани приходи се 10 милиарди 703 милиони денари, односно 150 милиони евра. Од нив се 8 милиарди даноци и 2 милиарди се придонеси. Доколку се знае фактот дека од вас, од премиерот, од министерот слушнавме, реформата за прогресивниот данок и даночното зголемување нема да биде во 2018 година, затоа што тоа вие го правите соработни групи, екипи, ги припремате институциите, ќе биде во 2019 година. Јас поставувам прашање како тогаш ќе се зголемат приходите, кога во изминатите неколку месеци ние имаме забавен раст на прибирање на приходите. Значи имаме негде околу 75% и се прашуваме дали и согласно ребалансот тие ќе се приберат до крајот на годината. Значи, мала е бројката и доколку планирате и казни да воведите поголеми. Не може да се наполни оваа бројка, доколку не планирате некое друго даночно зголемување, кое пак ќе биде на терет на граѓаните. Ние изминатите денови донесовме закон за акциза и во буџетот пишува дека ќе биде 1 милиарда и 600 милиони денари, зголемувањето плюс 300 милиони ќе биде ДДВ-то, меѓутоа, разликата до 10 милиарди 703 не можеме никако да ја најдеме од каде ќе ја приберите. Значи, тоа ни дава право да прашаме дали имате нереално вештачко зголемување на приходите, кое е со цел да даде впечаток дека имаме намалување на долгот во процент, меѓутоа долгот реално останува ист. Значи, тоа ми дава за право да кажам дека ваквиот најголем проектиран буџет се прави намерно, да се потрошат повеќе пари, знаете дека нема да се оствари, не можат да се приберат, значи немате и согласно стапката на раст која ја предвидувате 3,2% за која ќе говорам, значи свесно ќе трошите повеќе и тоа всушност ќе значи зголемување на долгот. Инаку нема друг начин како може да ни го објасните, а и не ни го објаснивте на каков друг начин тие 10 милиарди и 800 милиони денари ќе ги приберите доколку нема зголемување на некој друг данок, на некоја друга давачка, освен акцизата за која говоревме. Значи, кога говориме на кој, ова е тоа прашање, доколку можете да ми го одговорите, на кои макроекономски показатели се повикувате, ги имате наведено во образложението и ги наведе министерот, толку ќе имаме раст, толку нови вработувања, толку многу позитивни очекувања. Меѓутоа, економијата има едно правило, да кога се проектира нешто, тоа е прогноза, сега ова, треба да имаме некаква реална основа на која ние проектираме.
Ние од 2,1%, дали 1% ќе ја завршиме ова година на раст на бруто домашен производ, а толку имате храброст, толку самоувереност, кажав со толку голема леснотија, кажувате дека ќе оствариме раст од 3,2%. И на кои основи? Значи, потребно да имаме инвестиции. Знаете дека стапката на невработеност се намалува, а претходната власт морате да признаете од 39% ја намали на 22%. Вие имате ќе намалите на 21,5 или 4%. Така имате наведено во образложението. Значи, немате наведено ни една нова инвестиција, нити договор со некој нов инвеститор за наредната година. За да говориме за еден реален процес на вработување, на отварање на индустријски капацитети, на нови вработувања, освен мерките кои ги продолжувате, активни мерки за вработување, од кои издвојувате парични средства, ќе ги наведам од 5 од мерките кои вие ги воведувате, повеќето се укинувања. Значи, немаме креативност, нешто немаме ново. Тука за укинување, одма. Бришите и тоа го разбирате како проект. Јас не го разбирам така.